Совест и одговорноста би требало да се најзначајните карактеристики на секој политичар. Нивното отсуство не може да се камуфлира, туку треба да биде јасно декларирано. Понешто не може да се носи со нив. Би било подобро воопшто и да не се нафаќа. А ако тоа веќе го сторил, најдобро и да отстапи. Проблемот е во тоа што целиот тој процес е премногу деликатен и премногу сложен во мал град како Охрид. И тука имаш разноразни закани, притисоци кога треба да отстрануваш и тоа што е деликатна средина. Јас сега да рушам, утре ќе убијам некој. Убиваат и прејаките зборови, особено кажани од оние кои до вчера дувале во иста тиква. За од денеска, демек многу револтирани од тоа што не се слушнал нивниот глас, да креваат високи огради, со кои не прават ништо друго, бидејќи веќе создале навика да ги прерипнуваат. Јас морам да се оградам од идолопоклонството кое во јавноста создава околу начинот на кој работи Филипче и да предупредам дека понекогаш работите не изгледаат онака како што ние ги гледаме со нашите очи. Тоа што најчесто не го гледаме со нив е нашето најблиско обкружување. Или можеби не сакаме да го видиме, подозволуваме да бидеме запрепастени кога ќе излезе на површина. Омаловажувањето, а особено насилството, се недозволиви и тоа не само кога ќе бидат евидентирани, туку секогаш. А граѓанска должност е тоа да се пријави оти покрај најголемата. Има уште редица жртви. Други деца имате вие? Немам едно. Само тој си. Едно, ама закопано више. Додека едни живи ги закопуваат своите родители и самите себе си, други се принудени да се подготвуваат за погреб, само затоа што некој навистина не знае да го проверува пулсот. Судбината заедно со недоветноста знае да си поигра по одредени мигови од животот, може да ги исценира во вистинска црна комедија. Звони пријател што 8 и 15, негде вика да земеме мајка ти. Одиме да земеме мајка ми, не знаат ни кај, ни шо е, ни на која оделение, на ништо. Одеме ја бараме, викат мајка ти, вика е жива, вика не е почината. Ево направено е све, значи одам, нека видат сиве. Значи ова мора да го знаете министерот. За да не звучи како глорификација, министерот не ни мора да знае се, особено ако со такво знаење владее неговиот поранешен шеф. По кој знае кој пат, мајсторот за јазици, особено за српскиот и за англискиот, ги докажува своите лингвистички перформанси, сега дури комбинирајќи ги овие два странски јазици. Има една глобална анализа, некој ја прочитал, некој ако не да ја слушна, и нашата земја се води по таа анализа, односно светот се справува со кризата на два методи или начини. Едниот го викат чекан, другиот го викат танцување, или чекич и данс, чекан или танцување. И на крајот, со чеканот и со танцувањето, државата стаса и во НАТО. Лимитираниот простор за подостојно обележување на тој датум од објективни причини изостана. Сепак, во ера на демократија, адекватно или не, дозволено е за истиот тој датум да се направи паралела. И денешниот ден, тоа е интересно социјалните мрежи вечерва, се споредува денешниот ден со 27 март 1941 година, кога Германија ја окупира тогашна Југославија. Да, се разбира, сето тоа е дел од демократскиот амбиент и луѓето имаат право да коментираат. Пригодно или не, не е ни важно. Тоа е сепак демократија.